Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас наши гости се господин Цоки Ристовски, председател на Општинската комисија за проценка на штети. Добро вечер. Добро вечер. И господин Слагјан Антевски, инаку советник за урбанистичко-технички мерки од Дирекцијата за заштита и спасување од подрачна единица Куманово. Добро вечер. Добро вечер. Ова емисија ќе ја посветиме на поплавите кои што го зафатија Кумановско од 11 октомври. И покрај тоа што одредени институции, не одредени, туку сите институции, и локалните и државните институции го чистеа речното корито, во тек претходно беше спроведена акција од страна на општината, претходно исто така Дирекцијата за заштита и спасување ги чистеше речните корита кои што се околу градот, значи не зборуваме во самиот град, дојде до излевање на реките. Од прилика, според проценките кои се направени во првичното, има околу 50 на куќи кои што подрумски помошни простори и куќи кои се оштетени по теченијата, особено на Липковка. Ќе се навратиме во овој дел од разговорот на Липковка, која предизвика најголем проблем ова поплава. Исто така има уништено доста земјоделски површини. Во тек и процен пријавување на штети од страна на граѓаните кои претрпеа штети. Каков е одзивот? Колку досега има пријавено во Кумановско? Значи, поплавата која што настана во општина Куманово на 11 октомври, зафати еден дел од градскиот дел на општина на градот Куманово и спрема општинскиот штаб за заштита и спасување испратен е апел до граѓаните, односно преку јавните медиуми и на сајтот на општина Куманово. Значи сите граѓани кои што имаат претрпена штета, односно се зафатени со поплави, треба да го пријават, да поднесат пријава во архивата на општина Куманово најкасно до понеделник, до 19 октомври, до 15 часот. После тоа општинската комисија за проценки на штети ќе излезе на терен да направи проценка. Досега, значи во вчерашниот ден има пријавено, досега само тројца граѓани се имат пријавено за проценка на штета. Само дополнение, од која населба се овие граѓани? Мислам дека беа од улицата Јоско Илиевски. Така. Тука беше и најголем проблем, да кажеме, тука е Липковка, тие бара и одредена интервенција, имаше одредени средби, меѓутоа тоа е една друга тема. Средби зборувам со пратениците од ДУИ и со локалната власт. Зошто доаѓа до излевање на реките? До излевање на реките доаѓа од повеќе причини, значи сведоци сме дека и во далеку поразвиени држави, поразвиени економии со многу средства пак се случуваат поплави. Тоа е природна појава, природна непогода на која што многу тешко може да се застане на крај. Значи постои категорија 10 годишна вода, 50 годишна вода, 100 годишна вода, за која што никогаш не можеме да знаеме дали ќе најде сега или после една или после 50 години. Така да сега бевме сведоци, значи, на мощни големи врнежи, така да во едно деноноќе имавме околу 70 литри на метар квадратен. Тоа е повеќе од месечен просек за овој регион. Меѓутоа, господин Антевски, нели постои шанса земјата да ја впие таа течност, со оглед на фактот дека беше долг период суша. Речиси летово немавме капка врнежи. Така е. Меѓутоа, долг беше и периодот на врнежи овие неколку дена и дождовите што паднаа пред тоа и земјата веќе беше надоена. Ако опрашувате општо за ова, конкретно за ова поплава што се случи на 11 октомври, беше доста мистериозна за нас и за граѓаните, бидејќи водата се сливаше од некаде на улица Никола Тесла. Ние извршивме увид од таа страна од кај пругата и тоа заедно со граѓаните, баш со некои кои што тврдеа, некои што тврдеа дека не сме излегле на терен, никој не излегол на терен, со нив заедно. Тоа беа поплавени ниви, не можеше да се најде точно, меѓутоа малку подоцна излеговме од друга страна, Бедиња, Режановци и така натаму и успеавме да констатираме дека до поплавата е дојдено поради излевање на река Липковка кај расадник на шумско стопанство. Таму има една кривина која што водата ја пробила и течеше еден дел од реката течеше низ речното корито, другиот дел низ расадникот. Тој дел што течел низ расадникот за време на шпицот на поплавата, после се е свил надолу по нивите, кон автопатот, тоа од прилики 1 километар должина. Додека таа површина да се наполни, требало време. Затоа и поплавата која што е настаната на улица Никола Тесла не се случила веднаш. Значи требало време да се наполнат тие ниви,
Што се случува после? Значи на улица Јоско Илиевски, кај стадионот Башкими, има два испуста за вода на автопатот. Таа вода ги пробила, тоа се околу 800 мм, мислам дека беше фи. Мощне, силно и го поплави тој дел таму. Друг дел од водата проаѓа под надвозникот на улица Јоско Илиевски, оди по Јоско Илиевски и скршнува лево во ниви и од тие ниви ја поплавува населбата, значи куќите на улица Никола Тесла. Тоа беше, да кажеме, 2 дена, ден и пол од како се случи поплавата, да кажеме. Не веднаш, него Не беше веднаш, тоа беше 12 или не сум сигурна. Или 13. Тоа беше, мислам, на 11 навечер, сега не ме земајте за збор. Значи, од кога пројде главната поплава, дури подосна. Дури ние увидовме дека на едно место имаше и отворено во нивите, отворени испусти да водата се цеди надолу. Значи да се нивите ослободат од вода и таа вода, тоа не е некоја кој знае колку голема количина, меѓутоа зборувам за количина предвидена за водотек, за река, а за градска населба која што мора да ја собира во атмосферска канализација, таа вода беше доста голема. Така. Рековте само тројца се јавиле. Веднаш излегува, да кажеме, на 11 имаше веднаш излегување од страна на представниците на општинскиот штаб за кризи, односно од Сабајлето излегува и тие ја дадоа информацијата за медиумите дека има излевање на одредени, има поплавено, меѓутоа и самите граѓани се јавува. Ќе проследиме во текот на емисијата уште еден прилог кој што е подготвен за потребите на информативната редакција на К3, меѓутоа зошто секогаш се излева реката по оние неколку критични точки. Расадникот во Бедиње стандардно е поплавен при секоја поплава, значи при секоја поголема количина на дожд, расадникот во Бедиње. Дел од населбата Јоско Илиевски стандардно секоја година, дел од Никола Тесла секоја година, и овој пат немаше поплави, да кажеме, овде покрај средореки Бавчи. И повторно имаше излевање на реката долу кај Добршање, кај тамошниот стадион, мислам дека е. Зошто е тоа така? Последниве неколку години. Да, ја би се надоврзал на представникот на дирекцијата за заштита и спасување, значи тој е начин, односно темата околу оваа поплава, значи оваа поплава има и малку една друга карактеристика, што тој ја каже околу регулирањето на водите, односно на атмосферската вода околу автопатот. Значи на потегот на автопатот, односно магистралниот пат Скопје-Белград, значи од наплатната рампа Романовци, односно позната кај нас како Мачја глава, па се до царинскиот терминал на Детойл, тоа е некаде од прилike километар и пол до 2. Значи на тој потек кога се градел автопатот пред 30 на години, има направено пропусти за водата, атмосферската вода која ќе има нели поголеми обилни дождови, да таа вода да се слива и таа вода се усмерува. Но најверојатно е направена грешка, водата сега така е изведена автопатот, водата е усмерена спрема нивите и спрема куќите кои што граничат или кои што се покрај автопатот. Значи покрај таа вода што е нели атмосферската која што доаѓа, да кажеме, не таа од прилично подалеку е од, да кажеме, дали од високите точки се спушта водата нели во понискиот дел и дополнително со оваа вода што се има излеено од речното корито на леката Липковка, па кој што го поминува или го автопатот, односно на тие пропусти што се под автопатот, значи таа целокупна вода. Ние како општински штаб за заштита и спасување на самиот ден излеговме на 11 кога беше поплава, имаме како општински штаб имаме едно укажување односно до јавното претпријатие за кој стопанисува со автопатот, дека Агенцијата за државни патишта, до Агенцијата за државни патишта, дека тие треба на овој потек да преземат мерки и активности за насочување или направење на соодветен канал за да водата може да истече, али да не направи штете на граѓаните. Спрема законот, ние како општина Куманово не можеме да интервенираме во тој заштитен појас. Значи, она кај што е мрежата или оградата кај што завршува автопатот, уште 5 метри лево и десно од автопатот, никој ни една општина, односно никој не може освен Агенцијата за државни патишта да интервенира. Значи, ова поплава е карактеристично по тоа што лошо е усмерена таа атмосферска вода. Иначе зошто доаѓа често до поплавите? Ние со Дирекцијата за заштита и спасување ги имаме успоставено, односно се сознаат кои се критични точки. Во вашето воведно излагање
кажавте, и тоа е точно дека општина Куманово во изминатиот месец дена го чистеше речното корито. Одека сакам да истакна само дека градоначалникот Зоран Дамјановски со сопствени средства на општина Куманово се издвоени тие средства и во изминатиот месец речното корито на реката Кумановка на потекот од Проевце до Митев мост, за граѓаните да имаат информација или да, бидејќи кај мене како председател на комисија дојде некои граѓани ми велеа зошто не е чистено кај нас, чистено на друго место. Си има правило или процедура како се чисти и програма за чистење. Али во секојаш реката се чисти узводно, не се чисти низводно. Тоа е правило како се чисти речното корито. И затоа ние моравме да појдеме од Проевце, па да одиме узводно. Исчистено е прв пат до Митев мост, па потоа е исчистена реката Кумановка до мостот на улицата Ѓорче Петров, односно познато како Туш. Од Туш нагоре се продолжи да се чисти, се до вливот на реката Којнарка и Липковка, која не ја формираат реката Кумановка. После ова се продолжи узводно по реката Којнарка, која е исчистена до мостот кај што е под споменикот, односно на улицата Доне Божинов, и уште 200 метри продолжиме нагоре да исчистиме. А реката Липковка е исчистена до мостот на Доне Божинов, односно кај локалитетот Водовод. Во изминатиот овој период општина Куманово тоа има сработено и сакам да дополнам дека во Бедиње, кај што е бетонерата на АД старата бетонера на АД Козија, што е приватното претпријатие, и на тој потек општина Куманово чистеше, но за жал, пошто почна врнежи малку поголем обем, општина Куманово мораше да престане да чисти, поради временски услови. Во меѓувреме и вие, односно дирекцијата за заштита и спасување чисти околу Куманово, согласно, претпоставам дека тоа согласно законски прописи, не сум толку многу упатена во овие законски прописи кои каде смее да чисти, знам само дека општината чисти во градската средина, а останатите, да кажеме, институции чистат вон градската средина. Па вака, надлежни за расчистување на речните корита се општините, во урбаните подрачја и надлежните водостопанства вон урбаните подрачја. Благодарение на добрата волја на владата на Република Македонија, од 2006 година наваму се проведени повеќе акции за чистење, одвоени се средства, волјата не е доволна, туку средства се одвоени. Така да уште од 2006 година прво е почнато со акција за расчистување на Кумановска река кај населбата Бавчи и потоа нагоре е продолжено по Липковка и Којнарка, сукцесивно од година во година. Првото чистење беше од страна на државата. Не велам од дирекција за заштита и спасување, затоа што тогаш беа координативни тела управуваа со представници од дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој што тогаш беше надлежно за делно за оваа проблематика, сега Министерството за животна средина и просторно планирање, општината Куманово и Министерството за внатрешни работи, во една заедничка соработка се изврши таа акција и овој дел од Куманово беше заштитен од поплави, зборувам само за физичка заштита од поплави, за отклонување на опасноста. А кејот подоцна кој што беше направен си беше чисто инвестиција и проект на општина Куманово. Од тогаш наваму се правени повеќе акции, правени се и чистено е возводно, и Липковка и Којнарка исчистена до железничкиот мост во Долно Којнаре. Сме работели на Крива река, кај Доброшане, и на Слупчанка сте работеле, нешто се сеќавам, тука имаше поодамна 2006-2007. На Слупчанка е нешто работено, на лани работевме на Лојанска река, таму беше катастрофално, еден мал водотек, меѓутоа фактички немаше корито од селото. Во селото има убаво корито, но под селото фактички немаше корито. Зашто тоа е фрлано со шут, со снег? Имаше и шут, а наклонот на земјишето е мал, така да имаше и шут, имаше и тука, како што реков, дека мала е висинската разлика помеѓу готите.
Сака само да ве И да не заборам крива река кај довезенце Белјаковци, тоа значи не се работи за една акција, туку се работи за повеќе акции. Сакам само да ве потсетам на една непријатна случка која се случи во поплавите. Тоа беше сега брзо претходните јануарските, како ги викаме. Февруар, јануар, така. Значи, од таквите рекички мали, односно суводолици, се сеќаваат и нашите гледачи, почина едно детенце во Никуштак кое што го однесе големата количина на вода која се одеднаш слева. Дали понекогаш и самата конфигурација на теренот е таква да едноставно не можеме ништо против природата ни? Во голема мера сте во право. Јас би се надолжил не само за поплавата во Никуштак, туку и за поплавите кои што се случија пред извесно време во Тетовскиот крај. Така. Значи, на моменти се чини дека нема одбрана. Меѓутоа, во сите реони каде што има каков таков наклон на земјиштето и кога ќе најдат многу силни дождови, нагли, секогаш е можно да се случат порои, бујици што ги не викаме по наше. Тоа постарите луѓе, поготово по селата, тоа многу добро го знаат да рекички како што се ситни, што ги прескокнувале? Што ги прескокнувале, на пример Бистрица, Градешница, Петрошница и други реки кои што не да ги тоа се длабоки може да се прегазат и што реков да може да се прескокнат. Нивното ниво подост на 2-3 метри. Но тие се краткотрајни. Брзо се случуваат и брзо минуваат. Додека оваа поплава сега беше резултат на долготрајно врнење на не многу силен дожд, меѓутоа многу време и многу падавини падна на квадратен метар, така да баш овој случај што го спомнете со селото Никуштак е далеку еден од најнепријатните. Така во Кумановско најнепријатен, потоа се случи Тетово, односно таму Порој и Речица, веројатно не и за џабе имаат такви имиња. Да. Порој и Речица. Голема и мала. Да. Сега, вакво нешто не дај Боже повторно да ни се случи, значи се преземаат шекори, се преземаат мерки, но конкретно, временските услови го одложија чистењето. И доколку се би било идеално, доколку се би се исчистило навреме, доколку се би се средило, можно ли е пак да дојде прашање за двајцата до излевање на реките, до каналите. Мора да се спомне колку и да се чистат, колку и да се преземаат мерки од страна на институциите, колку и да се преземаат, да се одвојуваат средства и од државните и од општинските власти, колку и постојано да се чепкаат овие корита, граѓаните имаат едно такво, да кажеме, чувство дека мора да ги мора. Сега не сум сигурна за зборот, мора, него постојано ги загадуваат реките фрлајки. Не само органски растворлив смет, туку шут. Тоа е, да кажеме, најголемата пречка која што го стеснува коритото. И доколку некој не фрла, ама тие, што велите вие, во горнината на течението на реките, тие го стесниле. Сега пак овие велат и долу е стеснето и значи сите некако по еден дефолт си фрлаат, почнувајќи од самите притоки. Овој пат навистина најголем проблем предизвика Липковка. Добро, значи секоја институција или државна институција, без разлика дали од локална или од републички ранг, нормално си ги врши своите работни задачи или активности законски и секој сака дека да граѓаните бидат максимално заштитени. Во принцип никаде не постои идеални услови или идеална прилика, али ние максимално излегуваме или работиме на терен. Ова што го спомнате вие врска со граѓаните, јас сега не сакам да звучам да некој да не ме сватат граѓаните погрешно дека кривицата ја префрламе на населението, но факт е дека ако направиме една анализа пред 20 или 30 години какво било речното корито во не е битно во Кумановка, Којнарка, значи тие некогаш биле по 20 или 30 метри речното корито. За жал нормално повозрастните граѓани се сеќаваат и тие велат дека оделе, фаќале риба, се бањале, се капели така во реката во летните периоди. Сега речното корито е толку стеснето, дури јас на неколку наврати и во поплавите што ги спомнавте во февруар месец што беа. И сега кога излегов, има некои одредени куќи кои што се во самата река или и така да, значи на најмалку подигнато ниво на речната вода, тие куќи секогаш ќе бидат поплавени. Покрај тоа што се фрла шут или недозволен смет
општината комунална инспекција излегува на терен, понекогаш и казнува или кога ќе ги фати на лице место. Али не може 24 часа да бидат на секое место на реката да бидат присутни инспекциите. Без разлика, не морат да се општински и државните инспекции да се, без разлика кои инспекции, значи 24 часа не може. Значи понекогаш можеби и свеста кај граѓаните на многу ниско ниво, на пониско ниво. Се случувало вака, например, тоа се тие критични точки, постојано тука се излеваат реките, постојано на тие исти места се фрла, да кажеме, шут и смет. Ристовски рече дека речното корито било во должина од 20 на метри. Во широчина. И сега од еднашка е тоа многу стеснето. Па јас тука би додал, шутот на вистина е проблем, меѓутоа уште поголем проблем е узурпацијата на речните корита. Збориме за дивоградбите. За дивоградбите. Зборуваме за дивоградбите, значи на повеќе места, сега јас не можам да бидам сигурен, може би некаде имаат и градежни дозволи, ма не верувам. Покрај река мислам дека и јас не верувам. Закон не и јас не верувам, инаку и да имаат градежни дозволи, јас се шегувам со некои така, велам, па ти ако имаш градежна дозвола, кога ќе надојде реката, покажи дозволата и немаш проблем. Така. Меѓутоа не е така. И не е зашегување. Да. Меѓутоа, за гледачите, односно за граѓаните кои што не им е познато, веројатно некој им е познато, значи на интернет страницата на Агенцијата за катастар на недвижности се наоѓа географскиот информационен систем. И тука се обележени сите катастарски парцели низ целата држава, може тоа да се зумира, значи, и да се види, значи не само што е обележена катастарската парцела на куќата, катастарската парцела на реката се води како една катастарска парцела, туку има аерофото снимки кои што кажуваат каде се наоѓа објектите. Дори тогаш граѓаните ќе видат колку се има навлезено во речното корито, значи и граѓани поединци, а и фирми имат навлезено. Не сакам никого да изменувам, тоа е јавен податок, секој може да го види. Со природата нема шега. Таа враќа. Како што рече Ристовски, значи тоа порано биле 20 па и повеќе метри, сега тука се куќи. Не може, реката била пред куќите. Нашиот народ вели кај текла вода пак ќе тече и за жал се случува тоа. Зборувам за големи води, инаку водата е благодет. Така да, еве, например, колку што јас имам увид, просторниот план на град Куманово, генералниот урбанистички всушност план за град Куманово мислам дека е 2002 година донесен и тој сегашниот што е на сила 2002 мислам дека е донесен и меѓутоа тој план не ги вклопува овие куќи кои што се по течението на реките и уште некои небитно. Тоа сака да кажам. Во друга тема, самиот меѓутоа од друга страна тука е законот за легализација кој што го користат граѓаните кои што живеат. Сега не знам, ќе треба се донесе нов план и не знам дали тој план ќе предвиди дали е можно воопшто некои зони се да кажеме цела зелени зони. По тегото од Бавчикон се река зелена зона се води. Не знам сега согласно урбанисти немаме тука урбанизам. На оваа тема неколку пати градоначалникот на општина Куманово за оние поплави кога беше во февруар месец јануар оваа година во своите изјави каже дека сега се наоѓа општина Куманово во еден предизвик. Ние по закон не можеме да ги вметнеме бидејќи се знае каде е речното корито, односно како а тие се веќе длабоко навлезени. А од една страна законот за легализација вели дека треба да се легализираат, а од друга страна вика во речното корито не смееш да легализираш и знам дека градоначалникот неколку пати велеше вика знаете ли колку ќе кошта или ќе чини ако треба да се рушат куќи населби да се. Така да ова е многу голем проблем. Значи не збориме само ние покрај Средорок и тој Не збориме за воопшто зборуваме. Во секој случај тоа би предизвикало еден општ револт. Дел од тие куќи се градени пред 30 на година. Видите, јас колку што ја разбирам проблематиката, дали се куќите со дозвола или без дозвола, дека доколку дојде до градежни работи на луѓето треба да им се значи да им се даде надомест. Така да тоа не ја менува работата од тој аспект. Затоа јас пред малку го спомнав генералниот план, урбанистички план, тој предвидува некаде околу 50 на метри речно корито, значи дури и на Липовка и на Којнарка.
Кои се помале реки, да кажем? кои се помали, па нека се и 20 метри нека бидат, тоа е веќе нешто. Тогаш би Веќе- се заштитило, не би Да. се поплавувале, не би... Во голема Имало мера штети. ние не можеме да зборуваме за апсолутна заштита од поплави никогаш, такво нешто не постои. Меѓутоа, во голема мера, бидејќи на некои, на критичните места, например, кај водовод, тоа се едва и 5 метри. Едва и 5 метри може подобар скокач да ја прескокне реката. И нагоре по којнарка на некои места, баш кај што спомна Цоки дека има куќа веднаш до реката и други места. Значи тоа се места каде што водата не може да оствари проток, кој што или што јас знам дека порано тука било многу пошироко, тоа биле бавчи. И ако одиме и по течението нагоре, сега и Липовска река е многу стесната. Дури на некои места има не шут, има донесување се камиони со земја, тоа самите Да, граѓани го кажуваат. Да. И Липковска река, ете, на некои места е сведена на 5-6 метри, иако во минатото била далеку поширока. И затоа и се случуваат такви поплави. Колку рековте на почетокот дека имате води што се водат 50 годишни, ги карактеризиравте веројатно по колку сте стари нашите реки? Не се мисли на тоа, на староста, тоа сепак е проблематична проблематика што подобро разбираат луѓе од таа област. 50 годишна вода, тоа се мисли 50 годишна вода или 100 годишна вода, значи некоја количина на вода, на дожд, која што може да најде еднаш во 100 години. Или во 50. Тоа се случило во Куманово, нешто такво, имаме податоци, некоја архива во... Не, добро, дирекцијата може би има повеќе податоци или кога збореше представникот од дирекцијата, мислеше на оние циклични периоди, значи се вели во изминатите 20 или 50 години се случило значи и може да се очекува во одреден временски период повторно да се повтори. Тоа УХМР сигурно има такви податоци. Значи, ние не можеме да ја правиме заштитата од поплави врз основа на поплави кои што се случиле во некој умерен обем. Значи, секојаш треба да се прави за некој поекстремен обем. Дали ќе спречат поплави доколку бидат отворени сите канали за прибирање на атмосферска вода? Сега шахти, не знам како тоа стручно се вика, значи доколку сите бидат отворени и доколку ја приберат таа атмосферска, збориме дождовите. Во градот збориме. Не сега, значи ние во делот на градот, ја не сум многу компетентен во тој дел, пошто работам во друг сектор или во друга област работам, али мислам дека во еден дел во градот во општина Куманово при изведбата на улиците или при градењето на улиците пред 20 или 30 години немаат атмосферска канализација или немаат добро изведена атмосферска канализација и тука не спомна некој податок. И сега не сакам да навлегувам во тоа што нели не сум компетентен да зборам. Али во секој случај нели секогаш има простор нешто да се поправи, да се поправи или да се подобри. Јавното предпријатие водовод нормално со тековните нивни работи ги одржува шахтите, односно ги чисти редовно и сега таа нивна пропусна моќ во кој обем не знам. Меѓутоа и самите од водовод правивме одредени прилози за потребите на информативна и таму велеа дека во одредени делови од градот, оние што се каде што е, да кажеме, карши отспротива Уѓепа. Да. Дека тука има турски се уште постоја, се уште гиризи, да, кои што значи да, се уште постојат такви. Сега треба да нешто. Значи тоа е правено за тој одреден период, за помал број на население, сега градот расте, се шири. Тоа е неминовен процес, нешто што не можеме никој да го спречи, може да донесат милион закони како што и до сега се донесени, меѓутоа ета. Велите дека излегуваат на терен инспекторите. Потребни ли се построги казни за ваквите фрлачи на шут, на смет, на оние кои што донасаат земја? Казната е само еден елемент од превентивата. Значи, ако 1000 луѓе фрлат шут, а фатиме само еден. Да. Па и да го стреламе не сме направиле ништо. Така. Значи потребна е поголема контрола од сите надлежни институции. Ако се фатат 20-30% од створителите, не зборувам само за оваа проблематика, за било која казнена проблематика, тогаш казните се и големи. Бидејќи ако еднаш го фатите 2 пати, 3 пати, тогаш 1000, 2-3000 евра, 500 евра не е битно, значи казните не се мали.
Значи битно Да, е високи се казните за такво нешто, меѓутоа ете, не едноставно граѓаните се опуштени по ова прашање. Од друга страна бевме на терен и видовме одреден револт, особено кој представниците на Дирекцијата за заштита и спасување, кон представниците на општината имаше револтот беше насочен кон сите институции од оние граѓани кои се оштетени. Не двоја тие станува збор за државна институција, станува збор за општинска институција, самите се свесни дека доаѓаат од две различни политички гледишта, да кажеме. Нив им беше битно да ги нападнат институциите на граѓаните. Тоа беше првата и почетна точка која што тие се водат. Добро, граѓаните не ги воопшто интересира така, кој од каде доаѓа. така. Него го интересира Да нема поплави, да нема штета. Да него нели Домот да биде неговиот заштитен. дом да биде заштитен и тоа е нели нормална појава. Така и нормална човечка појава. Меѓутоа, кога одите вие на терен како комисија за проценка на штети, што конкретно вие гледате, што конкретно е уништено, што конкретно како тоа на терен изгледа? Па добро, според законот, секоја општина е должна да има своја комисија за проценки на штети од вакви елементарни непогоди, од природни непогоди. Ние по пријавата од страна на граѓаните излегуваме да направиме проценка на оној дел од имотот кој што му е оштетен за да добие некој обештетување. По законот, значи општинската изборна комисија излегува и прави увид на лице место. Дали е на пример нели подрумски простори, дали нешто дел од земјоделското, од нивите од земјоделското наседи, можеби Ве прашам, имате стручни лица, кој го е земјоделие, имате стручни лица кои што ние знаат во општина Кумано имаме двотројца колеги кои што се земјоделски инженери, другите се некои градежни архитекти, значи од повеќе различни аспекти или области, значи ние правиме поединачна проценка за секое семејство, односно за секој кој поднел пријава. Значи ние не можеме да правиме проценка за некое семејство или за некоја куќа ако не поднело пријава. И потоа врз основа на тие пријави кои ќе се направат проценки, правиме збирна проценка за целата територија која што треба Советот на општина Куманово да ја усвои, а после усвојувањето од страна на Советот на општина Куманово се препрати до Комисијата за проценки на штети при владата на Република Македонија. Тоа е државно тело кое што треба, која ја разгледува и предлага на владата да ја прифати, усвои, да ја коригира или не знам што, и потоа врз основа на одлуката на влада на Република Македонија, граѓаните ќе бидат или обештетени или необештетени, или можеби ќе добиете некои други субвенции или бенефиции спрема државата. Ако е земјоделско земјиште, веројатно некои субвенции. Има ослободување од данок. Има, значи во законот не е предвидено дека мора државата да плати финансиски средства. Значи може вика да биде помоши во други Во смисла ослободување од данок на имот. Па не е конкретно регулирано ослободување од даноци. Значи, а тука би се надоврзал на ова Ристовски што кажа, бидејќи граѓаните во периодот после природната непогода доаѓаат, бидејќи има сознание дека општината има такво искуство, доаѓаат и барат пари од општината. Значи, општината само го проследува барањето, државата дава или не дава пари. Да, сме имале такви, ние како медиум, например, каде да се обратиме, значи се објаснува процедурата, се уште не се запознаени и по толков голем број на поплави кои го задесија Куманово последниве, ајде од 2005-2006 веќе 7-8 поплава, веќе не знам ни која порета. Добро, јас сум председател на оваа комисија од некаде неполна година дена, значи некаде од ноември минатава година. Три поплави имавме и нели граѓаните често доаѓаат кај мене и секогаш прашуваат кај се парите. Јас секогаш морам еден исти одговор да им кажам. Целата процедура да ја објасните дека не зависи од вас. Сега, какво искуството после тоа се видувате, добиле ослободување некои од тие даноци што велите? Па немаме баш некои повратни информации. Некои средства може би се дадени, меѓутоа не можем да тврдам, бидејќи тие податоци не доаѓаат до нас. Воопшто. Сакав да прашам, последниот пат имаше навистина, да кажеме, револт од граѓаните од Никола Теста, насочена кон Дирекцијата за заштита и спасување, покрај тоа што беа поставени пумпи, вашите екипи беа на терен. Не беа тоа наши пумпи, тоа беа пумпи на без разлика. На територијалната противпожарна, значи општинска единица. Тоа беше еден или два граѓани. Видите, револтот си е оправдан, бидејќи на човекот му е
загрозен и оштетен имот, секој човек би бил нервозен во тој нервозен и јас и вие било кој би биле револтирани. Меѓутоа треба се знае тој револт на кого да се насточи, бидејќи ние уште 7 сати одевме таму, одевме на терен, ние имавме на располагање машина, имавме ровокопач, можевме веднаш да го употребиме, меѓутоа тука не можеше да се употреби. Тука Да, тоа беше уништен пат на, да кажеме, не знам дали е тоа пат, дали е асфалтиран. Како дел од улица, дел од крак од улица би рекол. Мислите на Никола Тесла? На Никола Тесла. На Никола Тесла проблемот беше што не можеше канализацијата да ја собере таа вода. Инаку на тоа место со години се влева вода од која што доаѓа од село Режановци, од чешмата во село Режановци, која што е доста известна. Тука е падот. Падот оди покрај пругата и после скршнува десно. Значи, и таа вода граѓаните преку лето ја користат делумно и за наводнување на земјоделските површини, тука што се западно од улица Никола Тесла, и еден помал дел тука без проблем се слива во канализацијата. И тука е проблем што нивото на улицата е под нивото на улица Никола Тесла. И затоа тука се ствараше и вир, да кажеме кумановски, така се ствараше баричка. И потоа влегуваше и во други куќи. Меѓутоа, тоа беше само еден дел од водата што ги поплавуваше граѓаните. Поголемиот дел дојде, како што реков, од населба Расадник. Од работната единица Расадник. Меѓутоа, кога го откривме тоа, веќе тука е многу непристапен теренот, и веќе толку кај Расадник многу дрвја има, меѓутоа проблемот што беше многу натлачено и водостојот висок. Да, беше висок. Водостојот е висок, значи тие проблеми се решаваат во суво, кога нема врнеж. Кога нема врнежи, меѓутоа ова сите не изненади, пошто ваква количина на врнежи, ваква количина на вода низ река Липковка, која што мораме да кажеме дека нејзиниот горен ток кој што тргнува од планините е скротен. Значи собраната Главчни, собраната Липково, било каква вода да дојде од треба да ја прибере таа. Ја прибере таа вода и нема проблем. Меѓутоа ова е дојдено од притоките кои што се низводно одбраните, значи кои се притоки на Ступчанска река, Оризарска река, Матејачка река, реката во Лопате, сега како се викаше. Добро, значи тие рекички што поминуваат низ селата од Липковскиот регион. Од Липковскиот регион и тие притоки ја направи оваа поплава. Така да сега тука од сите критични места што ги имаме во нашиот регион, не зборувам само за Куманово, ова е најтешкото. Бидејќи таа кривина, доколку се тука се убаво направи, ако се направи голем насип, а тоа се всушност две кривини тука, водата после пак не може да мине низ коритото на Липковска река, бидејќи тука е мостот за Расадникот. Доколку целата вода мине тука, таа ќе го однесе мостот, бидејќи мостот самиот мислам дека не е поставен како што треба. Тука добро изведен. Тоа е едно, бидејќи беа поставени некои цевки како основа за мостот, за тој мост, кои што сега некои од нив беа откорнати, а некои беа и однесени 20 на 30 метри подолу. Од самата вода? Да. Тука и профилот на реката е многу мал. Значи самата ширина на реката е многу мала. Значи пак доаѓаме, пак се навраќаме на она што го спомнавме пред малку, ширината на речните корита, прво, второ, трето и последно. Постои ли шанса, не знам сега тоа технички, да се изведе да се прошири речното корито? Не знам, постои ли такво нешто? Никој од вас не е, да кажеме, компетентен во таа стручност, меѓутоа, ето, дали сте разговарале на таа тема во дирекцијата, во општината, дали на кризен штаб е разговарано на таа тема, да се прошири едноставно речното корито со Скопје, не знам, со правење. Веројатно си има некои градежни активности кои може да се преземат. Значи во урбаниот или во градежниот дел општина Куманово, ако сака да го шири речното корито, ќе треба да ги руши куќите кои што се Добро, меѓутоа еве да кажеме покрај Липковка па и нема куќи, тоа е се повеќе земјоделско земјиште. Сега покрај земјоделското земјиште е друга, да не кажем, работа или проблематика која што нели нивите кои што се нели на одредени приватни на приватни лица,
тие ниви, они во самото она што го кажа колегата пред малку, значи тие нивите влегуваат во тој речното корито, во тој обем на речното корито, јако тие ги користат и ги обработуваат земјоделските површини. Иначе ширењето на речното корито е по мене неизводливо или многу тешко. Не, во градската средина не можно, речи си да не можно. И во градска средина е можно. Се она што работиме сега, на оние и ние и, значи, како што реков на почетокот, беа тие координативни тела, во последно време самостојно работи дирекцијата, добиваме и ние нафта и работиме. Општината исто работи сега, како што гледам, многу убаво исчистено. Чистени се коритата, меѓутоа на критичните точки на стеснувањето е проблематично. Тоа е се на тие критични места, се е палијатива. Се тоа палијативни решенија, привремени и со ограничено во одреден момент може да помогнат, меѓутоа не и трајно. Зборуваме, значи се за која количина на вода е. Доколку се обезбедат средства, не би требало да се има двоумење. Значи, дали некој ќе биде задоволен, дали некој ќе биде незадоволен, тоа е негов проблем. Речното корито мора да се шири 10-20 метри, тоа се веќе покрупни проблеми и проекти. И навистина и големи финансиски средства изискуваат. Општината сигурно нема да може уште долго време да ги обезбеди. Доколку се најде само донација од странство, ние сме сведоци дека парите од предпристапните фондови за Европската унија секоја година остануваат неискористени. И тука може да се искористат во голема мера. Ако се обезбедат средства, може би можело. Бидејќи тука се јават повеќе проблеми и за кои што се постручни, покомпетентни други органи, бидејќи може да се обезбедат средства. Може и да се направи план. Планот е пак најмал проблем. Проект. Не можете на луѓето да им наредите туку така да ги напуштат своите домови, бидејќи уставот работа е за експроприацијата. Доколку некој не сака, не може да му се одземе. Ако тоа го прави општината. Ако тоа го прави државата, значи ако се прогласи за државен интерес, тоа е веќе друго. Тоа значи се мора да се прогласи за државен интерес, почнувајќи од нивите, пресечувајќи го градот тука. Не, добро, тоа е голем проект, бара многу финансиски средства бара. Знаеш, кога на граѓаните ќе им кажеш дека дел од населбата или поголем дел ќе ја снема, голем дел и реагираат или велат, нели, ние со години тука живееме тука или со генерации живееме. И покрај тоа што нели со генерации живеат и покрај тоа што стално ги има поплави, тие пак повторно сакаат тука да живеат. Чувството за припадност е нешто што не се плаќа. Да. Од друга страна, сега да излеземе од градот, да одиме нагоре по реките за земјоделското земјиште. Потребно е координација со други државни органи, значи до каде можеме ние да одиме. Најлесно е да се пушти машина и да копа. И да се копа. Тоа е најлесно. До каде е тоа? До каде таа смее да води? Значи треба да излезе од овластена институција, од катастар и да го тоа околчи, да го тоа обележи, за да не се најдеме во ситуација да одиме на суд. Па да се тужите со граѓаните, па да не тужат и нас. Така, обратно, се извинувам, обратно, да. А во секој случај, значи постојат одредени можности, меѓутоа тоа се навистина огромни финансиски средства. Да. Не, добро, сега што каже колегата од дирекцијата, значи и тие, мислам, кога го чистат речното корито, и ние како општина Куманово најдуваме со одредени потешкоти. Дел од граѓаните бараат од нас, нели, да се помош, подршка, односно, нели, протокот на вода на речното корито да е поголема, од друга страна дел велат, абе ќе ми влезеш во нива, во двор, тоа ми е дрво мое, а ние објективно кога се чисти речното корито, наносот мора да се трне, дел од дрвата мора да се исече. Тука и со законот за води е малку лошо по мене дефинирано, за да се од речното корито отстрани некое дрво или грмушка што е израсната, мора да дојде од јавното претпријатие Македонски шуми да го одбележи и тие мора да го складираат во нивниот склад. Па тоа мислам дека се правеше кога се чистеше тука до градскиот парк, доаѓа екипи од Македонски шуми, одбележува и ги носеа дрвата, така што општината не пречено си вршеше. Мислам дека тоа не е некоја многу тешка компликација. Тешка во некои моменти. Затоа што законот за шуми прецизира што е шума.
Шумите во дрвјата, значи во крајбрежниот појас не се сметаат за шума. Дрвета што раснат Да. од реките, врби, Да, тие по... значи не се тополи и смета така. за шума. Од друга страна, пак Законот за води не дозволува сечење на дрвја и вегетација во речните корита. Значи потребно е прво да се синхронизираат тие два закона и да се знае, бидејќи најголем дел од тие дрвја се диви. Поготово еве сега сведоци сме општината што чистеше, значи не помина ни 9 години Так. од кога ние чистевме, односно коритивните тела, реката, сите Беше тие реки беа не се гледа едноставно од вегетација. Обраснати беа со Обраснати вегетација. вегетација. Вистински тоа стварно го стеснуваше и тоа придонесе за А стеснување. не еве сега јас во почетокот што кажам, значи општина Куманово во овој период што чистеше од околу месец дена што чистеше на овие потези, има изнесено досега 2500 метри кубни наноси. И не, значи има уште треба да се изнесе наносот кој што прво уште треба уште еден дел да се изнесе што е покрај речното корито. Значи тој сега колку што е некој што е познал или ги разбира оваа проблематика ќе свати или ќе разбере колку е изнесен наносот од речното корито, односно колку се сега расчистени или проширени на некој начин речните корита, односно пропусната моќ на водата во речното корито. Тоа бара големи финансиски средства. Општината, мислам дека граѓаните се запознаени дека во измет неколку години заради некои судски не неколку пати чисти, него заради некои судски спорови од пред 30 на години е блокирана, али еве најде сили и напори градоначалникот издвои финансиски средства во висина од околу 2,5 милиони денари за чистење на речното корито. Но меѓутоа ако не чисти повторно ќе бидат однесени, значи уште поголеми средства ќе се одвојат како во изминатите поплави, ќе се поплавува Средорек, се поплавуваат Бавчи, се носат граѓаните од овие населби. Не подобро е општината да издвои средства да се делува, отколку да се делува од кога ќе се случи нешто. Одека сакам само да истакнам еден апел да испратам до Министерството за земјодел за животна средина и просторно планирање. Општина Куманово и Министерството кое е надлежно и спрема планот на владата на Република Македонија за чистење на речните корита на Македонија, односно за Куманово, има подпишано договор за помош од 12.000 литри нафта, односно дизел Б5, така да се рече, се уште не е испорачено или не е доставено до општина Куманово. Мислам дека последниот пат беше тука вице-премиерот Пешевски, тој најави дека ќе биде доставена Ние кога ќе биде доставена општина Куманово ќе продолжи уште поинтензивно. А во секој да. случај подобро е да се делува превентивно, да се чисти отколку да се носат лицата, да се дистрибуираат. Обично порано тоа беше во одредени спортски сали, колку се сеќавам во Крсте и во Браќа школата и горе во Перочича на во спортски сали ги сместуваме населението кој што беше зафатено со поплави, така што мислам дека тоа се повеќе трошкови реално гледано, а од друга страна и не е пријатно да се гледа делот со граѓаните како живеат во такви услови, како со граѓани зборувам, од опозиција на граѓани. Потполно се согласувам со тоа. Подобро е сега да се мада ние од последен пат, мислам, можеби пред 10 години беше кога ги сместуваме, од тоа натаму 2008-2009 беше некаде од прилика во Крсте и во Браќа, во салата. 7-8 години значи негде. Од 2006 година нааму во тој район не може да има поплави бидејќи е ископано како што треба. Меѓутоа имаше некои одредени, потоа се носеа тие граѓани. Не се сеќавам точно на годините, не, така да не можам да прецизирам. Мислам дека од 2006 година кога се направи речното корито, нема такво, мислам дека пред 2006, можеби 2002-2003 од поголем обем кога луѓето, граѓаните беа сместени, нормално сите повеќе или помалку се сеќаваме. Ние во овие неколку поплави во изминатите години можеби имаше 2, 3 или 5 семејства кои што побараа да бидат сместени, а иначе од таков масовен или од поголем карактер или обем нема. Тоа беше навистина непријатно да се гледаат со граѓаните како се селат и се носат на локации непредвидени за тоа. Во секој случај се слагате дека мора да постои чистење на речното корито, значи тоа е неминовен процес кој што ќе продолжи без разлика на средствата кои што се потребни за такво нешто, бидејќи сепак станува збор за непредизвикување на штети на нашите сограѓани. Предлагам во продолжение да проследиме прилог од поплавите и оние првични реакции на нашите сограѓани кои што претрпеа штета, особено во одредени населби кои што претходно ги спомнав, Бедиње, Јоско Илиевски, не знам како се вика таа населба. Ја го викаме Јоско Илиевски, месна заедница. Тоа спада под рел месна заедница 11. Кај стадионот Башкими. Кај стадионот Башкими, тука имаше некои, така што предлагам да го проследиме овој прилог.
Поради обилните врнежи од дош, реката Кумановка и Липковка се излеја во населбите Бедиње, Бавче и Добрушане. Истите предизвикаа поплавување кај градскиот парк, пероните на автобуска станица. Поплавени се земјоделски површини, подруми, помошни објекти, штали со живина во населбата Бедиње. Поплави има и кај селото Доброшане на вливот на реката Пчиња, патна инфраструктура и неколку куќи во населбата Бавчи. Од регионалниот центар за управување со кризи Куманово известува дека се пријавени поплави спроти стадионот на Башкими, вода навлегла во куќите во населбата Јоско Илиевски, срушен е мостот во село Ропајце, општина Липково. Поради обилните врнежи не е проведен патот никушта кој води за Липково. Градоначалникот на Куманово вели дека се забележени излевањата на трите места, но не е предизвикана некоја поголема материјална штета. Екипи на локалната самоуправа излегле на терен и направиле записник. Општинскиот штаб за заштита и спасување одржа состанок на кој го задолжи градоначалникот да побара помош од Дирекција за заштита и спасување за справување со поплавите во дополнителни количини гориво и машини. Градоначалникот ќе ги ангажира јавните предпријатија Водовод и Чистота и Зеленило, како и територијалната противпожарна единица Куманово во санирање на штетите, а по повлекување на водата комисија за проценка на штети ќе излезе на терен. Жителите од населбата Бедиње се видно вознемирени поради настанатата ситуација со обилните дождови и поплавените површини и угинувањето на животните. Барат итно решение од надлежните. Вела дека веќе неколку години поред кога има дожд се соочуваат со поплави. Вела дека речното корито во Бедиње не е чистено и поради тоа доаѓа до поплави и штети на нивните имоти. Куде нас су поплавени и башче и објекти, штале, свиње, краве, кокошки, све под воду. Имамо штето направено огромно. Тамо хидрофори, жито, брашно, компири, трице, храно што сам збраја на стоку, детелине, сено, слама, све е под воду. Тражимо помоќ од општину да дојде да прочисти корито на реку. Они чистива едно 200 метра озгор нас тамо. Надоле чисти, нагоре, овдека не дојдева да очисти корито. Што е проблем, што е работа, не знам. Не сам паметен, немам што да збор да кажуju, ali ne iskočivao u susret da ne ga očisti u korito. Korito ne ga očistiva na reku. To je problem. Проблемите нас што не задеси од овие поплави е само проблем нечистење на речно корито. Речното корито, не знам, на долниот дел кај Средорег го чистата, таму негде горе го чистеа, овдека кај нас, овој дел овдека никако да го чистат. И стално не поплавуваат. Евега трета година, четврта година што нон-стоп не поплавува рекава. Тука изгледа тесно грло и не може да помине, прилива кај комшијата пред малку што беше, лом го нап. Во село Лопате се излеела Матејачката река и поплавени се 6-7 куќи со помошни објекти. Во село Режановце реката Липковка се излеела и каналот кај пругата, при што се зафатени 5 хектари земјиште. Липковка се излеела кај расадникот на шумско стопанство, каде се поплавени 6 објекти на расадникот и 20 хектари земјиште. Во населбата Бедиње реката Липковка сруши мост во должина од 7 метри и истиот се попречил во реката, со што се поплавени 6 куќи и 2 штали, плюс 25 хектари земјиште. Липковка излеја на стадионот Башкими, при што се зафатени 30 на куќи со помошни објекти. Во село Проевце поплавена една куќа до мостот на река Кумановка, а во Доброшане Кумановка поплави 15 хектари земјоделско земјиште. Продолжуваме со разговорот. Го проследивме прилогот од колегите од информативната редакција, направен за време на поплавите и односно револтот кој што граѓаните, оправданиот револт кој што го имаат, мора да кажеме дека сепак тие се жртва, без разлика дали е нивната куќа вистински изградена, дали има дозвола, тие се жртва, тука живеат и едноставно имаат штети и треба да им се помогне од страна на сите институции. Продолжувате со чистење, моментално вие сте во вашиот екип во Аснам, така. Значи, зашто чистите кај Пчиња? Има проблеми Пчиња? Не го поставивме ова прашање. Тоа е објект, да каже, на некој начин од државен интерес. Прв пат кога требаше да се чисти Пчиња, односно се чистеше, не беше дозволено тука да се чисти пред можеби 10 години, затоа што тука се планирала некоја плажа. Меѓутоа тоа е невозможно, бидејќи тука речното корито е доста стеснето, и така да и помали варијации предизвикуваат поплави на еден, значи тука на еден толку значаен објект од
историјата и самобитноста на македонскиот народ, така да тоа мораше да се заштити. Така да сега таму работи една фирма со која што ние имаме случајно договор и многу брзо тоа ќе биде завршено. Ќе се селите после машините, ги селите на друга локација, ќе се Моментално не, значи работиме по потреба. Значи сега тоа е работа на владата и со тие годишни акциони планови, сега веќе не може да се работи. Значи престанува сезоната на работа, Да. бидејќи временските услови веројатно не дозволуваат или водостојот. повисок е? Секогаш водостојот е повисок во есен и во зима. Значи овие водотеците најубаво да се копаат јули, август, евентуално септември. Со тоа што е уште една отежнувачка околност, например во 2014 скоро цела година не можеше да се влезе, веќе цела година беше врнежлива. Додека во оваа 2015 беше променливо, имавме и сушни периоди, така да во изминатите неколку години и општините, односно водостопанство добиваше нафта од Дирекцијата за стокови резерви, која што се искористуваше за чистење на речните корита и каналите. Кај нас канали толку нема, повеќе има речни корита. Тоа е континуирана работа. Сега не континуирана во смисло да се врши секојдневно, но се врши секоја година. Така, значи мора да има некој одреден период каде што вие мора да излегувате, вие или било која друга државна институција, дали тоа ќе биде водостопанство, дали тоа ќе биде шуми што ќе обележува, дали тоа ќе биде Значи тоа е не знам кои се други задолжени институции согласно законот, согласно законската регулатива. Согласно законската регулатива јас реков кои се задолжени, значи општините и водостопанство. Меѓутоа, ако на нас не се даде обврска да работиме нешто, ние ќе го работиме. Значи тоа е веќе работна обврска. И кога ќе се веќе определат средства и понатаму работата си тече. Додека, како што реков веќе на почетокот од овој наш разговор, тоа е добра волја на владата која што одделува средства, така да ги помага и општините и водостопанствата, кои што се надлежни за тој район. Така. Продолжува општина Куманово веројатно. Значи, да, општината Куманово нормално ќе си продолжи спрема планот во урбаниот дел, со тоа што првно кој што каже нели и представникот на дирекцијата дека ние ќе мораме да почекаме да видиме колку ќе се спушти нивото на реката, односно да биде понизок нивото на водата, иначе багерите или машините кои што чистат имате една друга, да не кажем варијанта, дали тоа е малку не изводливо, него не се чисти кога багерите се наоѓаат надвор, а чиста со корпата од страна, ли тогаш речното корито не може да се исчисти во такво обем и добро колку што може кога ќе навлезат во речното корито. Се надеваме дека во многу краток временски период речното водостојот ќе биде понисок. Така да во секој случај, значи, институциите продолжуваат на терен, останува апелот што различни институции го упатуваат до граѓаните да се внимава на природата за да не се предизвика повторно поплави, барем во онаа мера во која што е наша граѓанска должност, па и обврска, да кажеме, да не го стеснуваме речното корито, затоа што не беше пријатна ни онаа слика од Порој, како се вика тоа во Тетовско. Општината се вклучи тука и даде помош на општина Тетово. Значи, сепак се работи тоа за пари од нашите сограѓани кои се дадени на тетовчани. Добро, на други граѓани на Република Македонија, али добро, секој мора да постои солидарноста, нели во... Така. Во секој случај се надевам дека ова е некоја од оние емисии кои што ќе вродат со плод, иначе ќе упатуваме еден вистински апел до сограѓаните да внимаваат на фрлањето и на однесувањето со речните корита, затоа што штетата е само наша. И ви благодарам за вашето учество во вечерашниот тријагон. Благодарам и за поканата и секогаш сме како општина подготвени да излеземе во усузвие на граѓаните, нормално и на медиумите. Благодарам за поканата исто. Поздрав до гледачите на КТ телевизија. Благодарам за вашето учество. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.